koja ова година има хуманитарен карактер, дама да донира за специјалниот завод во Деврикапија. Го славиме успехот на жената, но се грижиме и за своето здравје и убавина. Ке се послушам се една убава мисла од познатата модна икона Коко Шанел. Годините не се најважни за жените, може да биде убава на 20 години, шармантна на 40, а до крајот на незиниот живот да остане неодолива. Уште еднаш ке ве поздравам, токму овој настан веќе неколку години има убава мисија во служба на жената, имаме убави предавања на прекрасни теми, дебати, а ве поканувам да учествувате и на трите работилници. Работилница тип на личност и кариерни можности заедно со Гораст Смилевски. Работилница за среќа заедно со Марина Анчевска, основачот на бизнес психологија на Македонија, тренер за личен развој. Работилница животна алхемија од предизвик до внатрешна слобода ќе ја води Илина Бедран од Илина Бедран Академи. Да, секоја жена треба да се грижи за себе, да е негова собствена убавина, ќе се согласи со мене и генералниот менаџер на агенција Марили, па би сакала да ја поканам со своје обраќање господја Лидија Трипуновска, жената која што несебично се вложува во ова што го работи веќе 23 години. Повелете. Добар ден, прекрасни дами. Ова е нашето пето издание на тематскиот ден Дама да, здравието и убавината во функција на современата жена. Ќе ја продолжиме традицијата на овој тематски ден од минатата година да бидеме хумани. Одиме со слоганот Дама да донира. Јас ве поздравувам што сте тука и ќе имаме веројатно и уште повеќе слушатели. И во рамките на таа наша хуманост, секоја влезница ќе ја посветиме на специјалниот завод во Деврикапија. Ова е под покровителство на Министерството за труд и социјална политика и министерката Мила Царовска, која што денеска ќе испрати своји представници, бидејќи таа е веќе во приметите нации. Тие ќе дојдат околу гладневните часови и ќе се обратат околу самиот завод, ќе го представат, ќе направат една презентација во колку лоша состојба се наоѓа тој. Подготвивме содржини кои што се различни, има за секоја генерација, гледам тука различни генерации, верувам дека секој од вас ќе си најде некоја содржина ако не може да седи целиот ден, меѓутоа сигурно имаме и медицински, и фармацевски, и козметолошки, и дерматолошки, предавања, личен развој, бизнес психологија, две дебати, така да јас ги пред се ги поздравувам сите мои соработници со кои што и подолго време работам на овој тематски ден, што имаме едно богатство од содржини и што се трудиме дури кај истите предавачи да најдеме нови и нови теми. Јас бев лично инспирирана од жените менаџери. Тоа е еден долг настан и од самата себе. Долги години работиме под притисок, не само жените менаџери, туку и сите жени, секоја современа жена која е во трка помеѓу домашните и приватните обврски, често пати забораваме пред се на своето здравје, а да не зборувам за негата и убавината. Јас многу ви благодарам што доаѓате, некои личности ги гледам повторно, веќе 2-3 години ги гледам тука и тоа ме радува затоа што многу се бориме ова да стане традиција. Благодарност и до сите што донираат средства, имаме голем банер на кој што се логоата на компаниите кои што откупија одреден број влезници, а сите вие со својата влезница учествувате во овој проект. Благодарам многу. Секогаш убава кога жена на жена ќе даде комплимента, така јас комплиментите за почеток ќе ги упатам на господја Лидија, прекрасни сте. Генерален покровител на овој тематски ден Дама да донира е салонот за убавина Мисен, голем поздрав за салонот за убавина Мисен. Тука се нашите пријатели Нагид Ребека, Алкалоид, Елфарма, Media Solutions, Матрица, Житоцентар, Житолукс, Орифлейм, Жанета Естетик, Митас, сапониот козјо млеко Стојневи и Меко Нутри. Поздрав уште еднаш до сите подржувачи пријатели на петото издание на тематскиот ден Дама да. Лојална веќе неколку години е доктор Борица Дачевска, така ќе има таа чест да ја отвори
da го отвори тематскиот ден Дама да, ќе ја поканам овде на сцена доктор Горица Дачевска, дерматологот доктор Горица, ќе најавам убава тема безболно и ефикасно отстранување на вирусни брадавици. Добре дојдовте, се надевам дека уживате и јас реков дека привилегијата е таа што вие сте прва како предавач, затоа што сте наша постојана пријателка на тематскиот ден Дама да. Добре дојдовте уште еднаш, повелете. Благодарам. Најпред би сакала сите дами и господа да ви поздравам, да ви посакам добар ден. Кога кажувам за безболно отстранување на вирусните промени за младежите, во поранешните години многу се користеше криотерапија, односно во народот познат течен азот и многу често луѓето кажуваат јас бев ме горе. Не е тоа горење, тоа е мрзнење, бидејќи течниот азот е на минус 198 степени, меѓутоа и покрај многуто пазење сепак останува дефекти. Нормално дерматологијата, естетиката многу напредувала и многу се работело да отстранувањето биде пред се безболно и без дефекти. Така да радиобранот представува врв и да кажеме најбезбеден начин со најмалку дефекти и најмало травматизирање на ткивото. Лузните се неприметни. Нормално зависи од основата на самата професија, од искуството на дерматологот. Меѓутоа, навистина има многу позитивни ефекти. Луѓето се многу задоволни и верувајте дека после отстранување на сите тие вирусни папиломи, брадавици, почнуваат некако да се ги приметуваат дека и другите луѓе околу нив ги имаат и ги насочуваат да дојдат и да ги отстранат овие промени. Замрзнување на јајце клетка е следна тема, па ќе имаме неколку прашања, тоа се кои се бенефитите од оваа метода. По кои причини жените треба да се одлучат за замрзнување на јајце клетки во помлада возраст? Како се изведува методата и колку трае, во тоа ќе ни помогне доктор Тања Горжанова, специјалист акушер гинеколог и ИПП специјалист од Newborn Clinic на тема замрзнување на јајце клетка. Повелете. Добар ден на сите. Се надевам дека ќе принесам една корисна информација која што ќе употребите вие или ќе кажете на своите керки. Јас да имав таа информација порано во моите 20 години, поинаков пат ќе поминував сега како жена, не како доктор. Можеме да почнеме. Зошто да ги замрзнеме јајните клетки? Значи, што уствари значи замрзнување на јајните клетки? Научно се вика криопрезервација на ооцити и тоа во суштина представува замрзнување на јајните клетки на многу ниски температури, на минус 196 или минус 320 Фаренхајт степени, што би значило замрзнување на апсолутна нула. Криопрезервацијата е околу една декада стара метода, значи збориме за класичната криопрезервација, додека витрификацијата е многу скора метода, односно последните 10 години веќе се применува во повеќе гранки во медицината и во репродуктивната медицина. Што во суштина се случува на оваа температура, доаѓа до комплетно стопирање на комплетната целокупната клеточна активност, вклучително и старење на клетката, што едноставно значи дека со замрзнувањето на јајните клетки го спречувате нивното старење и тие го задржуваат својот младежки сјај и исто така имаат отсуство на хромозомски дефекти до бесконечност. Тоа е теоретски, затоа што досега се уште не сме се соочиле со такво нешто. Тоа значи дека додека практично, додека тие го задржуваат истиот квалитет, се додека не се одмрзнат и не се искористат за оплодување и добивање на ембриони. Одиме со следно. Темата е безбедна употреба на природни производи од продажното портфолио на билгарство Алкалоид АД Скопје, а во тоа ќе ни помогне предавачот магистр Маја Стетковка, директор во билгарство од Алкалоид. Добре ми дојдовте. Благодарам.
Јас ќе се обидам да го задржам вашето внимание со дел од продажното портфолио на билкарство. Инаку, билкарство како дел од профитниот центар Хемија, козметика и билка на фармацевската компанија Алкалоид АД Скопје. Зошто токму насловот безбедна употреба на природните производи? Кога разговарав со госпоѓа Лидија, малку повеќе проговоривме околу тоа што би било интересно особено да се обрне внимание на корисниците на природните производи, па се одлучив да обрнеме внимание на така наречената безбедна употреба. Зошто велам безбедна? Затоа што на пазарот, мислам дека ќе се согласиме сите, во моментот постојат навистина широк асортиман на производи кои што се со природно потекло и кои што навистина на својата амбалажа декларираат секакви делувања, секакви лекувања и се она кое што не секогаш да речам е во рамките на законската регулатива. Алкалоид АД Скопје е сертифицирано, овој дел билкарство, од кој што јас доаѓам, е сертифицирано со сертификати кои што, јас само се извинувам, сертификати кои што ја потврдуваат, односно го потврдуваат видот на производство на безбедна храна. Сертификатите од видот ИЦО 9001, 14001, сертификатот за производство на безбедна храна ХАС-ЦЦП, понатаму ФССЦ 22000, еден уште понов сертификат кој што производството на безбедна храна го става на едно повисоко ниво. Сертификатите за органско производство согласно македонската регулатива, согласно регулативите на Европската унија, американскиот органски стандард, стандардот на Јапонија, понатаму халал сертификат, кошер сертификат и сертификат за производство на безглутенски производи. Ова кажува дека принципот на кој што се произведуваат производите од нашето портфолио, од самиот почеток па до крајот, опфаќаат сериозна контрола на сите материјали кои што влегуваат во производство. Овие материјали се не само растенијата, кои што се наши суровини, туку амбалажниот материјал, туку и полупроизводите кои што се добиваат во тек на технолошкиот процес и готовите производи се разбира, како крајен производ кој што понатаму оди на пазар. Ке зборуваме на тема предности на 100% органската козметика од францускиот бренд Uriage на салонот за убавина Miss N. Ке имаме многу прашања или ке зборуваме за тоа каква е предноста на 100% органската козметика од францускиот бренд. Инаку ова е единствената козметика која што се работи по хронобиолошки часовник. Една приказна која што всушност ќе наведе на она што денес ќе го зборуваме, колку природата и колку природната козметика е важна за убавината на жената. Пред неколку години јас и моето тогашно момче бевме на летување на Кариби. Неговата сестра е омажена со французин и токму затоа летувањето беше на Кариби, кој што од друга страна пак е остров кој што има и холандски и француски дел. И сега додека ние шетаме по тие прекрасни песочни плажи, одеднаш го забележувам моето поранешно момче од средно училиште со една прекрасна дама крај него, која што, да, може би беше и малку повозрастна од мене, меѓутоа, сепак таа е преубава. И веќе знаете онаа ситуација кога моето поранешно момче вели: "Елана, па од каде ти тука?" Нели, сепак сме на другиот крај на светот, јас велам: "Леле, ристо не ми се верува да гледам, меѓутоа јас не гледам во моето поранешно момче, туку гледам во неговата избраничка. Порцеланска кожа, еден прекрасен тен, еден преубав тен. Јас едноставно не можам да ги одвојам очите од оваа жена, која што згоре на се има и преубаво име, французинката се вика Ализе, има прекрасна наставка и веќе знаете сега, ние македонките, може би не би ја поканиле французинката со нас на вечера и така, меѓутоа французинките се жени кои што немаат никакви си комплекси. По тие причини таа вели: "Би можеле ли да одиме заедно на вечера?" И ние сите тука: "Да, би можеле." Јас повторно не можам да одвојам очи од неа,
Затоа што, верувајте ми, не се французинките жени на кои што ќе го видите брендот испишан на нивната мајка, ниту пак се жени кои што ќе ги видите како се прејадуваат, како се препијуваат или можеби не знам пред вас ќе направат нешто што не е одмерено. Туку едноставно се рафинирани и јас бев, како да ви кажам, природно е можеби, нема да се чувствувате лошо, доколку некогаш се загледате во некоја жена. Напротив, доколку се восхитувате, може да прашате зошто си волнувала, што е она што ти го користиш, а и јас би сакала. Се охрабрив и велам на Ализа колку години имаш. Таа ми вели, излегува дека таа во тоа време има 6 години повеќе од мене, а нема разлика меѓу нас две. Велам, што употребуваш? И токму тука таа вели, користам нешто, вика, што го користеше и мојата мајка долги години. Вика, станува збор за една козметика од Париз, се вика Ориеш. Јас велам, каква е таа козметика, ја гледам незиното тело, е повторно совршено. Знаете, она тело во кое што има затегнување, има некаков баланс, се е на незе како што треба. Кај нас ја немаше таа козметика долги години. И конечно, таа козметика ја открив, кога го открив и Мис Н, кој што пак од друга страна е главен заставник токму на ова Ориеш козметика, Ориеш Париз, кој што се меѓу другото една куќа која што постои 100 децении. Ке зборуваме на тема на природата на адолесцентите, како функционира мозокот во тинејџерската возраст. Поздрав до предавачот Бенџамин Паркс. Добре дојдовте. Благодарам много. Почитувани извиници, морам да наставам. Морам да продолжам на англиски. But it's okay because we have help. Значи морам да продолжам на англиски, меѓутоа во ред ќе биде затоа што имаме помош. First thing about brain development is everybody in this room may not know this, but 90% of your brain development happens in the first 5 years of your life. Првата работа за развојот на мозокот, можеби сите не го знаат ова што се наоѓаат во просторијава, меѓутоа 90% од развојот на мозокот се случува во првите 5 години од животот. So I'm going to go to the next slide, which shows this on a timeline. So if this is your history, this is your life history. Ова ќе го прикажеме на следниот слайд, каде што е прикажана една временска линија. Ова всушност го прикажува историјатот на развојот на човекот. So this is when you were conceived, when your mother became pregnant with you. Ова е моментот кога вие сте зачнати, кога мајка ви забременила со вас. And all the way over here, we go all the way over to 80 years of age. И овде стигнуваме до 80 годишна возраст. Sorry, that's 80 years of age. Is there anybody in the room that's over 80? Дали имаме некој во просторијава кој што има над 80 години? No, right? Немаме, така? So nobody's going to be offended that I've left this part of the life off. Никој нема да се навреди со тоа што го изоставив овој дел од линијата. So this is the 9 months of pregnancy, and then this is the months of the earliest months of life up until the age of 1. Значи на оваа линија се прикажани месеците на бременост и потоа раните месеци од животот до едногодишна возраст. And then this is the year from 1 to 6. А овде е прикажан периодот од 1 до 6 години. Everybody with me? Ме следите сите, така? Okay, so what we've learned over the past 30 years is that most of brain development begins to happen really at an accelerated level in the last 3 months of pregnancy. Она што го дознавме во последните 30 години е дека мозокот се развива многу забрзано во последните 3 месеци од бременоста. And then we also have learned that if there is a disruption to the stress response system of the mother, because, for example, domestic violence. Исто така дознавме дека доколку се наруши системот за одговор на стрес кај мајката, например поради семејно насилство, Or conflict or other things. Или поради некаков конфликт или други работи, It disrupts and delays brain development with consequences for life. со тоа се нарушува и се забавува развојот на мозокот со доживотни последици. So a top priority now in wealthy countries is that pregnancy is calm and supportive. Сега врвниот приоритет во сите земји е бременоста да биде мирна, спокојна, без никакви нарушувања и стресови. Now
babies are born and they already recognize the voice of their mother. Кога бебињата се раѓаат, тие веќе умеат да го препознаат гласот на својата мајка. Поздравам представникот од Министерството за труд и социјална политика. Оваа година со поддршка на ова министерство и министерката Мила Царовска, која што моментално не е тука, е во Обединетите нации, значи направивме еден напор да овој тематски ден донира и затоа доби слоган Дама да донира. Секоја влезница оди во таа намена. Сакаме да направиме со еден мал придонес некоја санација на овој објект кој што е во многу лоша состојба. Истовремено јас го активирав и клубот на жените менаџери, Марели бизнис клуб, да се откупат влезници и на таков начин или да учествуваме, да се зголеми тој фонд што ќе донираме. Благодарам, повелете. Благодарам многу, ја пред се сакам да се извинам во името на министерката Царовска, бидејќи не можеше да биде денеска тука. Отиде на службен пат Албер од земјата, заменик министерот, бидејќи нашите закони се со собранијска процедура мораше да биде на комисија во собрание, така да нема да има нивно излагање, само што ја имам таа чест денеска да кажам не толку интересна тема што кажуваше Бенџамин, бидејќи се работи за состојба која што е многу катастрофална и воопшто ги крши сите конвенции за поштување на човековите права и сите конвенции кои што ги има потпишано Република Македонија. Сакам да направам еден мал повед во овој дел. Министерството за труд и социјална политика во изминатата година дена почна со една активност за трансформација на сите институции во Република Македонија, односно тоа е еден вид не на затварање, туку на вадење на луѓето кои што живеат во овие институции надвор од нив, да живеат похумано во локалните заедници каде што живееме и ние, да кажеме, нормално здравите луѓе, бидејќи во овие услови каде што се сега сместени, да гледате на самите слайдови, е испод секој ниво и ова се единствените луѓе во државата кои што без нивна одлука и без сторено кривично дело се затворени во 4 цида. Значи во Република Македонија има неколку вакви институции, пред се ова е што се гледа на сликите специјално завод Емир Капија, кој што се грижи за над 200 лица со тешки и најтешки интелектуални повречености. Понатаму има уште една институција која што е на територија на општина Струмица, тоа е Бања Банска Струмица, каде што има згрижени 65 лица со тешки телесни оштетувања. Имаме еден специјален завод во Скопје, кој што згрижува младици со деца со интелектуална повреченост и другите се детски домови, кои што за среќа во текот на 2018 и почетокот на 2019 веќе се трансформирани, така да комплетно е затворена институцијата 11 октомври, која што згрижуваше деца со безродителска грижа и детскиот дом 25 мај, кој што беше задолжен да ги воспитува децата со воспитно-социјални проблеми. Овие состојби што ги гледате тука ги согледа и луѓето од Брисел и целата меѓународна заедница и добиваме многу оштри критики за она што се случува таму. Значи, оваа институција постои од 58 година и во неколку наврати се правени нови згради. За жал, квалитетот на изградбата, можам да кажам, најстрашна која е градена пред 10 на 15 години, еве директорката тука која што се вика нов објект, е направена со исклучителни грешки, кои што за таков еден нов објект сега јавува огромни проблеми. Значи, кровот е несоодветно поставен, целата инсталација, значи водата протекува од секаде, тоа е многу опасно дури во зимските периоди каде што водата се спојува со електричната инсталација. И во такви услови, значи, може да дојде до пожар на самата зграда, каде што овие лица се многу тешко, не сите, но дел од нив се и тешко подвижни и може да настанат проблеми во евакуација и да несакани последици во самата евакуација.
денеска ни се приклучуваат уште 3 прекрасни дами, кои што денеска ќе дебатираат на тема современиот животен стил кај жените. Имаме вистински пример за жени овде во моје друштво. Ќе ја поздравам Ена Норнилд, собственик на салонот за убави на Мис Н, Марина Анчевска, НЛП тренер од Центарот за бизнес психологија и Кармен Михајловска од Herbalife Nutrition, независен консултант и лайфстайл коуч. Добре дојдовте, девојки, можеме да се вклучиме директно и Марина, само благодарам за ова девојки. Марина, можеме да почнеме нели за современиот животен стил кај жените. Како би почнала ти, ајде, да слушаме, што представува тоа? Современ животен стил, па сега според мене, па не знам дали ќе се сложите вие со мене, за мене тоа значи време за себе. Прво и основно. Не знам дали се слушам, да, се слушам. Еве тие што бевте на работилницата, тоа зборувавме колку имате време за себе, затоа што современиот живот бара многу динамика, нели? Постојано некакво движење и некако како времето за себе да не се губи. Почнувајќи од мојата мајка, моите соработници, моите пријателки, со право можам да кажам дека времето во кое што сега живееме и времето во кое што функционираме е апсолутно подобно за нас. Сега е моментот да ние жениве, буквално да кажам, да застанеме рамо до рамо со оној мушкиот свет, да бидеме еднакви, да го разбиеме табуто дека се очекува успешност само од маживе. Апсолутно во Македонија има многу успешни жени, свесни и самосвесни, знаат да делуваат, знаат да действуваат и нормално да шират позитивна енергија. Цело време размислувам за таа тема и всушност од пред 20-25 години, кога сето тоа почнав да го размислувам каков ќе биде мојот животен стил еден ден, имав огромна желба да го постигнам балансот и во семејството, да имам време за себе, да бидам успешна во работа, ама не да се борам со нашми, туку некако да се координираме за да бидеме успешни сите како семејство. Некако имам среќа да влезам во такви води за да се едуцирам многу на таа тема. Така да не дека нема жртва, мислам жртвата е во учењето повеќе. Значи да научиш како да го балансираш животот, работата, децата, фамилијата, пријателите, хобија, спортот, танцувањето, тоа што јас го сакам, при тоа нели да им будеш и на другите. Значи практично мислам дека најголемата работа е да научиш да искомуницираш оно што го сакаш, да го прочитуваш и другиот оно што го сака и некако мислам кога ќе се разбереме подобро можеме многу работи да постигнеме. Значи, за да ги привлечете младите да останат во една држава, многу е битно да им кажете дека има услови во таа држава и дека има светли моменти на кои што треба да се наделат, освен постојано да зборувате дека тука ако не се запослите во државна администрација, дека ќе урите за јадење и дека мора да идете во Германија да работите во Макдоналдс и Бургер Кинг, мислам, треба да престанеме со такви пораки. Треба да им кажеме, исто јас сум се вратил од некаде во мојот живот. 2 пати сум бил на држава. Никогаш со ниједна помисла да останам таму, него нешто да научам таму да го донесам тука. И многу често моите пријатели го сметале тоа како мој неуспех. Секогаш прашањето било не успеа да останеш или значи не успеа да останеш е за слаби луѓе кои што сакаат да избегаат во одредена ситуација. Ние овде не сме апсолутно не спаѓаме во таа категорија. Ниту би сакал да одам надвор, ако можам да се развивам и да научам нешто повеќе, бидејќи во секоја професија има одреден плафон во одредена земја. Сега некогаш бараме она несигурното што го зборувавме, да оригиналноста баравме да излеземе од зона на комфор и да научиме нешто повеќе.
понекогаш дури и да се споредим со колку вредиме на пазарот надвор од Македонија. Нити е ова важно, нити е ова важно ако си окей, ама стварно треба да си окей. И што е тоа што тебе ќе те натера да бидеш окей? Независно со кој партнер си, дали го имаш, немаш, апсолутно не важно. Ти сама со себе каде си? Кои се твоите себични побарувања во текот на денот како една жена? Бидејќи, поготово македонската жена, јако пак ќе ви кажам во свет го имам прочетано, македонската жена, што се мене тиче, треба да се измисли некој споменик македонско девојче, ама жена да се прекрсти, мајка, сестра, маќа, бизнисменка, сопруга, мора да има разбирање за сите, децата треба да ги среди, треба да биде скоцкана владо пити, треба да биде згодна, треба и тоа списокот иде вамо, и тука го носиме секоја една од нас на грб. Кога веќе секоја од нас ја има таа тежина, 90% од нас успева Супервоменки, комплетно супер жени, тогаш мора секој од вас да си најде барем 2 часа во текот на денот, кој што проведе на козметичар, на вештање, на не знам, ногти, запит, што и да. Најважно е на цел свет, за да може следното сабајле да стану 6 и да се бави со сите со деца, со сопруг, со се на тоа. И можам да се земам слобода да кажам дека македонската жена буквално од праисторијата па се до средниот век кој што е застапен во нашиот музеј, страшно многу внимание се посветувала сама на себе. Не дека само сега денес современава жена имала, немала време, па било во трка да се стигне во теретана или да не изгледа добро. Со години, веќе 5 години сум таму во овој музеј, што пред неговото отварање, буквално кога сме ги ределе витрините, ако ви кажам дека првата фризура на жена е датирана 6 милениум пред нашата ера, кој знае како ќе ви звучи, ама има отворена покана кога ќе сакате контактирате, затоа што сум раководител на оделението за водење и едукација. Моја жена херој. При археолошкиот музеј на Македонија. Најбавите артефакти, најбавата култура, што ја имам сретнато. Животот ми даде такви шамари, што едва сум застанала на музеј, ако треба да бидам страшно гола и искрена, ама ми даде такви прилики да се реализирам како родител на 16 годишна керка, која што е тотален контраст од мене. Јас сум бучна, све да направам сама, све можам, па и ќе кречам, па и не знам што ќе правам. Она е, не знам, некоја флегма што кадавно може ја така сум ја направила, ама тотален контраст, нели како ќе речат децата гледала на телевизија, со тоа не се слагам, индивидуа за себе. Моментот со младите девојки со кои што да не се навраќам, да не се повторам ни со Буля, ни со Ивана, а моментот со младите девојки на 20 години да изгледаат една како друга. По дефолт македонската жена е сама по себе толку многу убава и по дефолт на 20 години си совршено суштество што буквално не ти треба ништо освен сјај за устав. И тоа не знам дали ти треба. Беше видов издание на тематскиот ден Дама Да. Ова година сме со хуманитарен карактер, донираме за специјалниот завод во Демикапија. Уште еднаш се заблагодарувам за целата поддршка од ваша страна, сите вас присутни овој ден, за сите гости, учесници, предавачи и сите оние поддржувачи и пријатели на агенцијата Мадели. Најмногу на Господјата Луѓе во нас. Благодарам.